Днешната седница ќе имаме неколку точки за именување на повеќе лица во повеќе комисии или управни тела од државната управа. И за сите од нив ќе видите јасно со докази како владеачката структура се обидува да вдоми партиски кадри кои што апсолутно немаат никаква врска со компетентноста на институциите, а кои што доаѓаат таму само заради тоа што имаат одредена партиска припадност. Без малку секоја точка на денешниот дневен ред е исполнета со луѓе кои што освен тоа што се членови и функционери на СДСМ и на ДУИ апсолутно немаат никаква врска со институцијата во која што работат. Вие ќе продолжите со народни пари да плаќате луѓе кои што ќе стануваат членови на управните одбори на институции каде што е потребна голема компетентност, потребно искуство, а замислете се вработуваат во 2018 и 2019 година, а веднаш потоа стануваат и членови на управните одбори. Најверојатно ова е во корелација заради тоа што сега зборуваме за член на управниот одбор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, исто како и именувањето на поранешната градоначалничка на Арачиново за директорка на АД Аеродроми. Најверојатно тоа е во корелација со она ветување на Зоран Заев дека во Арачиново ќе се вработат 300 нови пилоти, па веројатно по таа линија оделе и кога го правеле тоа именување. Имено господјава која што е пред нас, на која што денеска мнозинството ќе даде можност и ќе даде мандат да биде дел од, би рекол, управниот одбор на една ваква институција, можете да видите од тоа кое што стигна денеска до нас од свиркачи дека еве на низиниот профил на социјални мрежи како дел од нејзиното CV, како дел од нејзиното можеби познавање од аспект на работењето на оваа институција, напишала дека на претседателските избори 5 мај 2019 дека, цитирам, јас гласав, од секој од нас зависи, заедно напред, број 3. Исто така можете да видите дека напишала, пренела порака силно светна оден, заедно напред, за окружи 3, Стево Пендаровски, спречи нови блокади, да идеме напред, излези и гласај. Исто така можеме да видиме дека на 29 октомври 2017 година напишала другари, конечно слобода, ве чекаме дома, живот за сите во Македонија. Додека граѓаните, односно 600.000 граѓани ќе живеат со помалку од 150 денари на ден, оваа господја вработена во 2018 година со именувањето како член на управниот одбор, сега ќе земају јадници евра плата, па најверојатно за нив е дојден животот. Исто така на 29 октомври истава господја напишала бојата на слободата и објавила една карта од Република Македонија, тогаш, односно таму каде што има триумфирано СДСМ, и на крај она што е најиндикативно за мене, напишала излези за Европска Македонија, повикувајќи ги граѓаните на Република Македонија да го променат името. Но и тоа да се прифати како политички аргумент, кога ќе прегледате нејзината биографија, замислете, во познавање на дигитални и информатички вештини, господјата напишала дека има познавања од интернет. Сега велам, ајде да не е некоја посебна програма, ајде да не се работи за некој друго информатичко дигитално познавање, но потоа разбрав дека ѓаволот е однел шегата и господјава го напишала тоа како познавање од информатички технологии. Ова се многу сериозни институции и токму сакам да акцентираме на едно случување, една појава која што се случи во јавноста, токму оние контролори кои што работат во контролата на летање, имаа протест и авиосообраќајот во Македонија беше во застој заради тоа што се обединија околу интересот да не се вработуваат партиски кадри во институциите кои што имаат контрола и регулација на авиосообраќајот во Република Македонија. Тоа нема да се случи, затоа што таквите како оваа господја, верувајте, во сите точки од овој момент натакак има барем по еден кој што ќе се ухлеби на државните јаси за да зема високи плати од парите на граѓаните, ќе биде во тие институции и ќе го бутка квалитетот на државната управа. Благодарам.